Добре дојавте во нашиот Винтерленд. Не е Винтерленд како на континентот што знае да биде со снег, со дедомразовци, со санки. Но тоа е островот, тоа е централно Медитеранот. И ние на некој начин сакаме да ја почувствуваме атмосферата на Нова година и може да уживаме само во ваков дел, малку ќе промениме дел од својот имидж, ќе ги тргнеме летните шапки, ќе се преоблечеме бидејќи доаѓа оној ладен ветар и тоа е она атмосфера која ни наметнува дека доаѓа Божик и доаѓа Нова година. Островот знае и понатаму да ги доживува деновите со сонце, каде што повторно ќе бидеме на кратки ракави, на плажа. Некои од нас и може и да се капат, иако водата, да бидам искрен, во време е ладна, но и тоа е интересно некогаш да се види за Нова година и за Божик, посебно ако сакате да дојдете од Македонија и да го почувствувате овој шмек. Има дестинации преку Солун е убава дестинација, лесно се доаѓа, иако ќе ви треба сега дополнителен PCR тест или рапид тест, ако се за помалку од 48 часа, но не е ништо страшно. За 2 часа сте овдека во Малта. Украсена е новогодишна, главниот град ја има таа атмосфера новогодишна и во денешната епизода од тука ќе ви пренесам неколку предбожикни и предновогодишни информации. Како за крај на завршница на оваа година, што сакам искрен да бидам, не да ја заборавиме, научивме многу работи, ама сакам побрзо да помине и да стартуваме во една нова, каде што се враќаме, како што беше пред неколку месеци, повторно на патувањата и на убавите нешта. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.
Levski Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Сега ќе ви представам еден интересен момент, а се однесува на гурманскиот дел во светот. Имено прогласени беа најубавите 100 јадења, најубавите ресторани и тоа под секции, каде има најубави чорби, каде има најубави пици, каде има најубави главни јадења, каде има најубаво месо, каде има најубава скара, каде има најубави чорби. Значи, прогласени се во рамките на светот и нам, она што не интересира, мене посебно, во рамките на Европа и каде сме ние тука. Каде е Малта и каде е Македонија. Видете ја дел од листата, а подоцна може и сами да проверите како сето тоа изгледа на оваа страница што ја гледате сега во моментов. Не заборавајте да ве подсетам, ближи Нова година. Нашите две македонски точки веќе имаат направено екстремно интересна и атрактивна понуда. Со забава, добра журка, ако сакате да се дружите со вашите пријатели, со вашите македонци кои што не знам колку пати имавте можност во овие 10 дена да ги сретнете и да се опуштите на Нова година. Значи, имате одлично мени и понуда од Гурмет, имате одлично мени и понуда од Подиум. Посетете ги на нивните страници и имате телефони, јавете се, бидејќи да не биде после имаме време, имаме место и така натаму. Саше, каде планираш ти да одиш? А, во Гурмет. А ти, Весна, каде? Ти сакаш во Подиум. А може да идеме и во Подиум и во Гурмет? Така ќе направиме. Може еден дел од вечерта да одиме на вечерата, а вториот дел да продолжиме на журката. Јас сум за тоа. Одлично, таман ќе ги покриеме и двете места. Супер, не заборавајте, времето лета. Договорете си и резервирајте си на време. Santa Claus
Podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Five, four, three, two, one. Start. Дечки, да ве подсетам уште еднаш. Крајот на јануари, почетокот на февруари планираат од италијанската амбасада во Рим да дојдат повторно во Малта и да ви ги обноват патните документи на тие што ви истекуваат во наредниве 3, 4, 5 месеци. Се надевам дека и за 6 месеци ќе ви го прифатат барањето, но мора да поднесете барање. Значи, да запишете дека сакате обновување на пасош, тие ве регистрират и кога ќе дојдат, тука се сликате и ви го доставуваат пасошот подоцна во Малта. Да не мора да одите во Македонија за да ги обновите вашите патни документи. Внимавајте, пак ќе кажам, еве адресата што треба да го пополните барањето и да го испратите. Значи, стариот пасош, направете фотографија од првите две страници, адресата, бројот на пасошот, име, презиме, кога ви истекува нормално. Ама внимавајте при пополнување на оваа адреса, на крајот најчесто се греши МК, некои мислејќи дека е Малта, па пишуваат МТ, бидејќи Малта е наставка МТ, но не станува збор за МТ, станува збор за МК. За не дојдете после во ситуација, поднесов барање, немам ништо и така натаму. Ова е адресата. 5, 4, 3, 2, 1.
start. Влегуваме значи во фотофиниш на годината. Ако се прашувам јас што беше она што би запаметил оваа 2021 година од Малта, има многу работи кои што и негативни и позитивни ми оставија печат. Нормално негативно што повторно се враќаат протоколите кои што мислам дека се само малку поголема паника, бидејќи овој омикрон сој не е толку страшен како што сакаат да го прикажат, иако да, има побрзо заразување, но се дека нема починати, се дека нема зголемување на таа бројка, тогаш може да се однесуваме со почитување на оние стандардни мерки, носење маски, држање на дистанца, малку поголемо внимание во сето тоа и да го пребродиме. Но очигледно дека Европа сака барем пред божикните празници да направи мала миграција на населението, бидејќи знаете, доаѓаат тие денови кај што се одморни, кај што луѓето шетаат, ќе се измешат и тука може да настане некој нов проблем понатаму. Не и се, ќе го тргнам до една страна и ќе го одскокнам, бидејќи ако гледам во тој аспект и информацијата која што излезе пред неколку дена дека Малта станува број 1 по бројката на ХИВ диагностицирани, значи процентуално во светски рамки, тоа е исто така страшна бројка која што мене лично повеќе би ме замарала отколку она што се случува со протоколите поради моменталната ковид ситуација, бидејќи тоа е нешто што треба на долгорочен пат исто така да се реши. А денеска со поставувањето на овие вакцини кои што се веќе пласирани против ковид, може многу лесно, барем така мислам и така е логично, да се произведат и вакцини за другите болести кои што се неопходни на човештвото. Но она што ја остава Малта како битен елемент во 2021 и што донесе голем потрес е прво позитивното решение на регулирањето во вистински закон на користењето на марихуаната во рекреативни насоки, во бизнис насока и во едноставно да се не само да се декриминализира, туку да се канализира целиот тој процес на работа со марихуаната. Прва земја во Европа стануваме каде што веќе и председателот го потпиша тој закон и се официализираше, каде што веќе можете и што се вели в джеб да имате на улица, а да не бидете криминализирани или да сакате да работите со тоа, а да не бидете под некои посебни естаблишмент заштити, туку напротив, си има закон како се регулира, колку треба да се плати, како бизнис да отворите, како за лекување, како за рекреативно користење и така натаму. Се е регулирано со закон под сите законски цивилизирани стандарди. Тоа е нешто што ќе остане за 2021 како еден поинт многу важен. Криптопазарот исто така го сметам за дел кој што ќе биде одскочна раска за наредниве 4-5 години, каде што предпоставувам и јас, како и сите оние економски стручњаци кои што во изминатиот период веќе проектираат дека Малта ќе се најде на мапата на исклучително позитивни земји, развојно економски, во периодот кој што изминува, кој што направи економски потрес и инфлација во сите други држави. Зашто криптопазарот не може да забележи инфлација, тоа и сами го знаете. Најголемите берзи крипто, седиште се во Малта, се наоѓаат, например, основани се во Хонг Конг, основани се во Америка, тука се работи. Во Малта веќе може да користите криптопазара за влегувањето и развојот, например, не знам колку слушнавте, Майкл Джордан и Nike влегоа веќе во една криптовалута која што, бога ми, тоа е добар бекграунд за тоа што ќе се случува. Шведска си вади своја криптовалута, Германија исто така. Сите банкарски сектори кои што сакаат да бидат во тек со иднината, нормално дека пополека се трансферираат и се отвараат за овој крипто блокчейн пазар. Ви пуштив пред неколку епизоди како Малта станува рај за овој блокчейн пазар. А тоа е нешто што 2021 ќе го остави како печат, бидејќи, да бидеме реални,
се дигитализираше во светот. И ова што сега го гледате е веќе дигитализирано. Знаете социјалните мрежи како се тоа го прават. Единствено нешто што се уште е не дигитализирано и кое што останува така како што било наредни изминативе 50 години, тоа е финансискиот сектор и банкарскиот сектор. Мора и тој да доживее трансформација. Мора, неминовно е. Затоа до вас е колку ќе бидете подготвени за сиот тој нареден чекор во еднината. Во Малта веќе скоро и да нема млад човек кој што нема новчаник со криптовалути. Но тоа ќе го кажам како една од двете точки кои оставаат добар и позитивен чекор за еднината која што следи. Еднината која што веќе ни доаѓа. 2022 веќе чука на врата. Тука ќе ви оставам уште 2-3 минути понатаму да видите што беше аути-ин во изминативе 7 дена. Се гледаме во следната епизода, последна за оваа година. Малку ќе биде поинтересна и ќе направиме една подиректна ретроспектива на деталите кои што ги оставаме зад нас и зачекоруваме во новата година. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.